Почитувани гледачи, здраво и живо уште еднаш, втора емисија за една недела, ретко ни се случува, ако ќе има добар повод, секогаш треба да се сними и да се документира. Марија и Ангела со нас во студиото. За брзо ни иди, или јас како што напишав пред една недела, ни слетува по шести пат Силјан. Право чудо, по шести пат да издржи некој ваква работа, стварно е право чудо. Вие, обично капче носам цело лето, баш ме зафркава, мека измејго, аман веќе помина летово. Ја ради калезанкава да не ми гори. За засимнување капа сте женски. Браво! Кажете, ај сега да тргнеме од тоа. Како се издржува во Прилеп фестивал 6 години, онака приватно? Тешко или на мускули, ако речеме, ќе се свати дека пливаме. Очигледно не се давите. Не се давиме. На добар пат сме со пливање. Се издржува многу тешко. И обично секоја година не прашуваат од дома дали да спремаме за кредит документи, за да излезе работава. Фала Богу, до сега кредит немаме себе. Да, нели? После ако се прави нешто со љубов, со голем жар, кој што го имаме уште и не држи, нема простор за откажување и за двоумење. Секако дека после завршување, во текот на подготовките викаме не, ова не се издржува наредна година, Последен пат и готово. Не се издржува. Ама ќе дојде Мај прво доаѓа, не паѓа. Да, после нова година да и почнуваме. Абе за Силјан, абе да видиме, ај уште една ќе биде подобро. Ама како поминува време е се поразочарувачки фактот дека немаме деца. Ние ќе понудиме, ние ќе донесеме. На крај се намалува бројот на публика која што сме имале, например, на првото издание на Силјан. Кај што на сите можни места имаше пишувано, ве молам карта, да некој не оди, дајте ми карта за на фестивал за детската представа. Сега идеме во ситуација да молиме, буквално да молиме, ние нудиме нешто кое што се вика култура. И кога ќе дојдеш во ситуација за деца, за тие деца понатаму да прераснат во вистински образовани, пред се луѓе, а после и театарска публика, и да треба да се убедуваме колку е добро да се гледа представата, дека овие представи сега или некогаш по нивни избор, ако одлучат да појдат во другите градови на Македонија за да ја видат представата. Да, што некогаш може да се случи и да не си погоден со термини баш и Јасно. Да е наша представа, значи може. Ако не е овој викенд, ако не се тука, може наредниот викенд. Сега има цела недела театарски представи, професионални, од професионални театри. Правиме молби со професионални глумци, професионални режисери, сценографија, костимографија и одма се подразбира дека таа представа не може да потврли никако ни уметнички, ни естетски, ни визуелно, во никој случај нема да потврли представата, ќе биде добра за гледање и една поука на крај, секогаш како што има во детските представи. Ги спомна другите представи, сакам да те прашам, па решете се кој ќе одговори. Пред 6 години кога решивте, веќе бевте познати глумици во Прилеп етаблирани со кариера, да речем, ако може во Македонија да се нарече тоа сепак. Али сепак за Прилеп не сте, што се вика, кој ќе влезе Марија да прави муабет со мене, знаеме дека е Марија или Ангел. Како реагира? Мене не ме интересира овдека луѓе во тука, повеќе театрите, кому се јавивте, кои што имат детски представи, луѓе, ние ќе правиме фестивал, дали сакате да не гостувате? Ќе останам на последнава година, па ќе одиме на кај првата. Последнава година беше толку очајнички потек за да најдеме представа воопшто. Од година во година театриве, секој еден театар работи се помалку детска продукција, затоа што во Скопје веќе го земам за пример, затоа што таму има детски театар. Годинава не ни се гости, за жал, не можевме да се погодиме со термини. Поради сите случувања што се случуваат и кај нас локално во градот, со затворање на згради и чуда, моравме 2 пати да го преместуваме терминот за
За фестивалот и не можевме да се погодиме за термини со нив никако. И за жал не ни се гости. Другите театри што се во Скопје не прават воопшто детска продукција. Мислам, или барем ние не сме запознаени, а поприлично добро се информираме. Од цела Македонија 3 представи најдовме. И сите се на фестивал. Од цела Македонија 3 представи кои Да, исклучувајќи го театар за деца и младинци. Така. Да. Значи, а колку театри имаме во држава? Театри мислам дека имаме 5, а центри за култура. Чекай сега, ајде, него за друго место. Правиме му. Мислам во друга прилика тие, пошто и нас најмногу не боли овде. На буџетот кој што го добиваме ние за представи се вложува во вечерните представи за возрастни. Секогаш детските представи се прават со сопствени средства. Не секогаш има собствени средства доволно за да се направи една пристојна детска представа. Мора да личи, мора да има костим. Затоа некогаш се случува не по нивна желба театрите или центрите за култура да нема детска представа, туку тоа од таа година ги вложиле сите пари во друга продукција и сега нема. Ова година се паузира, па и кај нас колку време немаше детска представа? Пипи е пред 2 години, како што можам да се сетам така. И во последниве 18 години мојата меморија која се поврзана нема пазла од 5 представи прилепски детски. Ние од тука тргнавме, ние немавме редовно секоја година или имавме по една представа која што не ги задоволуваше потребите на овој град. Значи еднаш ќе дојда да ја видам, се гледа на моја. И почнавме ние првата представа детска која што ја направивме куклена беше Силјан Штрк. И затоа фестивалот ни се вика Силјан Штрк. Од тогаш тргнавме и тоа баш ентузијастички четворица. Ми го одговори прашањето зошто баш Силјан Штрк, ама ајде. Да, оттам. И тргнавме со незе, видовме дека децата и родителите сакаат да идат на театар. Почнавме, одма после тоа спремивме уште една представа, новогодишна бајка. После имавме Ивица и Марица, Убавицата и Зверот. Во овие 5 години ние имаме 5 представи. 4 представи. И спремни сме за нова. Да, и сме спремни за нова. Не, ништо не работи, ама сме спремни. Трнорушка. Трнорушка ќе работите? Гледаш во... Заедно со Кире Миладиновски, ние тргнавме лани, стасавме до една фаза, ама дали не бевме доволно храбри, дали се случија некои работи кои што нас не одвратија и има понекогаш моменти кои ќе не се случи нешто и се запрашуваш, си викаш зошто бе? За кого? Кире Миладиновски има веќе неколку такви Дизни приказки сработено. Одлични се представите. Многу ми е кеф што и вие сте улетале во целата приказка, затоа што вие ќе дајте па друга димензија која што фали на тие представи и конечно ќе станат комплетни. Сакав да ве прашам дали ќе, пошто сте почнале веќе, ќе одите на истата приказка како што оди со оние музики кои што се По Дизни. Веќе по Дизни или ќе одите малку ќе му го скршните пата? Ние сакаме да одиме по Дизни, ама малци да скршниме. Уште не сме во таа фаза кај би скршнале или текстот е готов. Песните се готови со текст. Сценографски, костимографски бевме комплет решени со цртежи. За некои X причини, да речеме, не вреди. Ако случајно пред премиерата, таа маштејата која ќе се претвора во... Тоест, вештарката во Ламија. Ламија, ако ви фали за играње... Да те викнеме? Да ме викнете. Ќе мораш коса да пуштиш. Оти нешто така ми гледа од време на време сум знаел да проплукам оган да изборувам. И да се вратам на прашањето што не ти го доодговоривме, година кога почнавме да се јавуваме по театри, пак спремате, нема проблем, се ќе направиме, кога сакате, нема проблем. И дури изненадувачки беше конкретно ова за од Велес директорот Жаре, нема проблем. Кога сакате,
деновите да не одговараат. Се одговара, се ќе направиме. Рече направи. Сите кои што Многу дошли, наполност. тие се наши колеги. Ние во никој случај нема да дозволиме да потфрлиме пред се пред нив, организацијски правиме муабет. А од друга страна никогаш нема да потфрлиме како професионални актери ни пред публиката. Нема да дозволиме да се донесе нешто, да дојде публика и да рече ај Зошто дојдов? Работата е отоа што со вас се гледам ретко за жал во последниве години и секој ќе ве викнам да разговараме, многу се распленуваме. Дај за да тоа што ве викнав, кажете барем што ни носите. Рековте 3 представи најдовте, ама ја видов во програмата дека има повеќе. Ајде, кажете ни се на протоколарно што ни носите, тој што им носите пред се на децата во Прилеп. Ќе те поправам во твојот пост што го имаше објавено за Силјан Штрекот, пишуваш дека се отвара во 18 часот, тоа не е точно, се отвара во 12 часот. Така ви пишуваше на флаерот. Грешката е поправена. Отвараме на 15 септември во 12 часот со Велешки театар Мачурот во Чизми, режија Дејан Дамјановски. И забава, нели, од Велешани што ни носат кај нас. Имаме во вторник, исто во 12 часот, Снежана и 7 џуџиња од театар Битола. На 17.9. во 12 часот имаме Ивица и Марица од Мал театар Прилеп, тоа е наша продукција. Представата е играна пред 6 години, ама е скроз поразлично од тоа што беше тогаш. Со сега. Не сте ни вие истите од пред 6 години. нов кастинг, нова сценографија, нови костими. Нова представа. Нова представа. Супер. И не е видена во градов, и ние ја немаме видена се уште. Пред 6 години деца дошли и гледале се, сега веќе на факултет. Па да, па веројатно да. Средно, ајде да рече. И имаме на затворење на фестивалскиот момент на театарот Пепелашка од театар Струмица во 13 часот, ама фестивалот официјално се затвора во петок на 19 со театарска работилница. Имаме уште 2 работилници, едната е за танц, едната е ликовна уметност. Леле, шубаво сте ги споиле сите уметности во работилници. Само соло пеење во некако. Не сме кадарни баш. Ама сега можете да ангажирате некој. Мене не. Ама јас само снимам пејачи, не пеам. Немаш пробано, само тешко за слушање, како пеењето е лесно? Да бе, да, знам, си поминав така и во една представа со пеење. Пред на 15 години беше. Не беше таа лоша приказна, ама пеењето беше травматично за мене, така да. Така да, некако сите уметности, освен музичкава, се трудиме веќе 2 или 3 години наназад да ги вклопуваме во Гледав слики од тие работилници од минатата година, тоа изгледа исклучително интересно. Се пријавуваат деца, дали веќе се пополнети местата за година? Како работилници, ние сме почнати уште од пред една недела, не јавни работилници, лани се одеше по градинки. Децата цртаја штрк. Ова е штрк изработен лани. производ на некое дете. Ние не знаеме, нема напишано. Или е веќе загубено? Има. Теја Вескоска, основно училиште Гоце Делчев, 2 А. Сега е 3 А. Сега е 3 А. А сега годинава ми текна 6-та година, прво тргнува. Да, прваче. И ние се чуваме. Ние ги чуваме цртежите од првиот Силјан. Стално сме имале изложба, децата да цртаат со тоа во градинка. Мора да објаснат наставничките што се таму. Едукативен час. Лани Силјан ги посети сите градинки. На сите му појде на гости, му кажа, леташе таму. Ова година во приватни детски центри, едукативни. Бевме таму и тие изработуваа. И прекрасно поминавме, значи Силјан си летка, ама не е слетен. Лета тука. Што е дојден? Дојден, само официјално ќе слета на сцена во понеделник. Во понеделник на 15. Во 12 часа.
се договоривме да биде кратко, ја кажавме програмата, мислам дека бевме забавни како увод да дојдеме до програмата, и сега работи кои што ги кажав, ти тргнавте со нека за жал таква е ситуацијата, се помалку деца, се помалку ученици, годинава се 560 само запишани првачиња. Рекоа дека било добро 20 фазла од лани. 20 фазла се. Ќе ви посакам многу сила, многу здравје, многу ентузијазам, затоа што пред се ентузијазам треба за оваа работа која што ја правите најблагородната работа на светот која што може, а тоа е да се едуцираат и да воздигнуваат културно деца, а тоа е идната публика на професионалните представи за возрастни. Колку повеќе деца ќе доприте, толку поблагородни луѓе ќе имаме во Прилеп и да се надеваме дека сите заедно некако што ја правиме и што се трудиме да ја правиме ова културна заедница, барем малку ќе ја прошируваме. Доста се ситневме, доста се делевме и доста се селевме. Така да... Но најболната тема сега не фати. Така да, Силјане, биди тука, немој... И врајче се секоја година. Врајче се секоја година, оти му требаш на децата. Ти се обреќам тебе, другарче, вака, ако ме сваќаш, збирај сила во топердуите, нема друго чаре. Да. Ние како медиум дури можеме ќе ја поддржуваме од срце, од душа и ќе ја шириме приказката за Силјан колку што е можно подалеку да стаса. Фала ти за поканата и секогаш ќе се јавуваме на твоите покани. Особено кога станува збор за култура. И јас фала ви што ја прифативте поканава, снимаме неку драги наши во 8 вечер, а женски ве прави сценографија од 6 са бајле. Така да за какви фрајерки и какви воини женски станува збор, поима немате. Фала ви уште еднаш. Фала ти. Да се гледаме на фестивал. Со ова се гледаме во друга емисија.